се работат многу проекти, особено на локално ниво. Локалните самоуправи работат како никогаш досега, тргнувајќи од општина Куманово. Над 27 проекти се реализираат во моментов или ќе бидат реализирани до крајот на година. Зборувам за крупни капитални инфраструктурни проекти. Ќе ви кажам пример, например, ние именуваме главна мрежа за дотур на вода, преку која што 70% од градот и домаќинствата во градот се снабдуваат со вода, која што е постара од 70 години во моментов на улица Октомвриска револуција. 11 октомври. Никој до сега немал храброст да навлезе во еден таков проект. Или проектот кој што ќе следи, исто така менување на една од најстарите фекални канализации во градот на оваа улица. Исто така, не случајно ги нарекуваат на Горички сокак и Проевски сокак. Тоа се двете најстари улици во градот. По 70 години инфраструктурно се интервенира на улица Моша Пијаде, каде што се прават ископи по цела должина и се менува комплетната подземна инфраструктура. Тоа се многу комплицирани, многу сложени проекти во центарот на градот. Гледате само каков ни е сообраќајот и јас во оваа прилика се извинувам на граѓаните, но нема друг начин како да се реализираат тие проекти доколку нешто не биде раскопано. Доколку било едноставно, тоа ќе било решен тој проблем до сега. Да не беше владината поддршка на локалните самоуправи, немаше да имаме вакви проекти. Затоа јас сум задоволен, особено во делот на финансиската помош на локалните самоуправи, каде што во моментов над 300 милиони евра се инвестирани во локалните самоуправи како директна владина финансиска поддршка на исти.